Малите музички виртуози од Крива Паланка во класа на професорката Лариса Жулина Митовски во рамке на своите бројни активности го посетија завршниот свечен концерт на 20-тиот јубилеен интернационален надпревар по класична гитара академик Марин Големинов, кој се одржа во Ќустендил, соседна Бугарија. Со поддршка на родителите и локалната самоуправа на Крива Паланка, тие беа дел од секојдневното музичко доживување со врвни музичари од повеќе европски земји, меѓу кои и Македонија. Веќе 20 години во Ќустендил, Република Бугарија, се одржува меѓународен надпревар по класична гитара. Во петок, на 8 април, група ученици и нивните родители со поддршка на општина Крива Паланка го посетија завршниот свечен концерт на надпреварот. Во концертот учествува врвни гитаристи од Србија, Украина, Бугарија и други земји. Најмалите музичари со позитивни импресии од меѓународниот музички форум на гитаристи од различни возрасти. Јас сум Олева Николовска. Јас се викам Симона Стојковска. Ние бевме во Бугарија, Ќустендил, и таму следавме концерт кој е меѓународен. Беше прекрасно. Јас си поминав многу убаво, беше многу забавно и сакам пак да одим. Од каде се имаше музичари? Имаше од Србија, од Македонија, од Бугарија, Украина. Дали има некоја изведба што посебно остави впечаток? Србите беа многу добри, мене највеќе ми се допадна гитаристите од Србија. Јас се викам Филип. Ние бевме овој викенд во Бугарија на меѓународен надпревар на гитаристи. И како си поминавте таму? Јас си поминав прекрасно. Ние слушавме изведби на гитаристи од Украина, Македонија, Бугарија, Србија и така натаму. Јас се викам Милина Анастасовска. Бевме во Бугарија на народен надпревар, каде што се одржуваше концерт на гитаристи. Од каде се имаше музичари? Имаше од Македонија, Бугарија, Србија и така натаму. Тебе кои ти се допадна најмногу? Мене ми се највеќе допадна гитаристите кои свиреше од Бугарија. Реномираниот надпревар по класична гитара годинава собра над 2000 директни и индиректни учесници.